А на средина на летната сезона сме, Скопје се повеќе се полни со илјадници странски туристи. Ги посетуваат старата скопска чаршија, нашите туристички атракции во градот. Меѓутоа, што е она што треба да го направиме како град, како метропола, за да привлечеме што е можно уште повеќе туристи и бројката да биде зголемена. Токму на оваа тема околу сезоната 2026, мојата колешка Ирена Спировска разговара со туристичкиот водич Миха Букле. Добро утро, Ирена. Добро утро, Оле. Еве, додека те слушав како го најавуваш денешниот линковски разговор од терен, тука на плоштадот Филип II во срцето на градот, веќе е забележително како се шетаат странски туристи уште од раните утрински часови, а особено летниот период е ударна сезона кога туристите доаѓаат да ја посетат нашата метропола, но и да прошетаат низ нашата убава Македонија. Со Миха Букле, туристички водич од туристичката агенција Турска, потринава зборуваме за тоа како тече овогодинешната летна сезона и дали Скопје има задоволителна посета на туристи. Миха, добро утро. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Ви благодарам на можноста да учествувам во вашата емисија. Јас сите веќе кажав дека забележавме и ние тука од раните утрински часови туристи, па дали е Скопје посетено ова лето 2026? Се разбира. Македонија има огромен потенцијал за туризам, но нашите гости не се заинтересирани само за Охрид. Тие се заинтересирани за другите атракции, за спецификите што ги имаме во нашата земја, како што е Скопје, како што се природните убавини во скопската околина, канонот Матка, водно, културното наследство што е во близина на нашиот град. Посебен интерес има за црквата Свети Пантелеймон во манастирскиот комплекс. Заинтересирани се за нашата гастрономија, за културата што имаме, обичаите во градот. Заинтересирани се за да контактираат со локалните луѓе, да се запознаат поблиску со нас. Од кои земји најчесто доаѓаат посетители? Барем според искуствата што вие ги имате од секојдневните тури кои што ги имате со? Искуството во нашата агенција покажува дека во последните години, значи после пандемијата, позастапени се гостите од нашата пријателска земја Турција. Но сепак ги имаме редовните наши традиционални гости од Германија, од Холандија, од Америка и се приметува трендот на се повеќе гости од дестинации што не биле типични за нас, како што е Италија, Франција, Шпанија, што не радува. Да, тоа е навистина прекрасно што доаѓаат да ја запознаат и да ја прошетаат нашата земја. Можете ли да направите некоја споредба со минатото лето, односно дали годинава туристичката сезона е подобра, поуспешна и дали имаме повеќе странски туристи? Да, се чувствува трендот на зголемен број на гости, можеби заради иницијативата на нашата влада за промоција на нашата земја, поинтензивна промоција. Повеќето гости веќе се запознаети со нашата земја, знаат за Македонија, знаат за Скопје, знаат за Охрид. И ме радува фактот што повеќето гости доаѓаат со препорака од веќе претходни гости кои што биле присутни во нашата земја, кои што се запознале со нашата култура, имаат одлични искуства од кај нас и несебично ги споделуваат со нивните пријатели. Најдобрата реклама е кога задоволниот гостин, среќниот гостин со престојот кај нас, ќе ја прошири приказната и го сподели своето искуство со своите пријатели. Бидејќи имате долгогодишно искуство во работата со туризмот и со Турскап, што мислите дека уште е потребно и што би можеле да направиме за дополнително да привлечеме интерес кај странските туристи за да дојдат и да не посетат? Од наше искуство во нашата агенција сметаме дека малце, исто и во консултации со колегите, треба уште малце повеќе да се инвестира во туристичката инфраструктура. Треба малце повеќе да работиме во обучување на професионални туристички водичи, кои што ќе имаат вистинско знаење, што ќе сакаат професијата. Туристички водич може само човек што ги сака луѓето да работи таква професија. И малце повеќе кон дигиталниот маркетинг да посветиме. Веќе повеќето од нашите гости се помлада возрастна структура, така да дигиталниот маркетинг е единствениот начин како што они може да се запознаат со нас. Имаме толку многу да споделиме со нашите гости. Заинтересирани се за гастрономијата, имаме толку многу да понудиме. Познати сме земја која што има фантастична кујна. Имаме историја,
што малце земји во Европа може се пофалат со таа историја што имаме ние, културно наследство. Толку е лесно за нас, само малце да се потрудиме и резултатите ќе бидат многу подобри. И сосема за крај, Миха, бидејќи веднаш после овој разговор имате група странци што ве чека да ги прошетате низ Скопје, кои ќе бидат точките каде што ќе ги однесе? Со нашата група гости, нашите нови пријатели од целиот свет, доаѓаат буквално од целиот свет, во 9:30 ќе тргнеме од нашата митинг поинт каде што се собираме, тргаме во 9:30, ќе одиме до Кенон Матка, ќе посетиме пештерата Врело, која е втора најдлабока подводна пештера во Европа, потоа одиме до црквата Свети Пантелеймон, ќе видиме каде била искрата на ренесансата во Европа. За жал, жичарата од оправдани причини не е повеќе во функција, не можеме да го посетиме Милениумскиот крст, за кој што постои огромен интерес, но затоа ќе имаме пикник на средно водно, од каде што ќе имаме прекрасен панорамски поглед кон целиот град. Јас ви посакувам убав и успешен ден и воедно ви благодарам што утринава бевте дел од нашата утринска програма. Ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Ете, и вие можете, доколку не сте во моментов на годишен одмор, да прошетате низ нашето убаво Скопје, па дури ако сакате од професионален аспект да ги слушнете приказните за културни историските споменитости и природните убавини, можете да се приклучите на некоја од турите со нашите професионални туристички водечи. Со оваа информација го завршуваме јавувањето од терен, студио што следува понатаму. Благодарам, Мирена, за вашето интересно разговарање и убавите факти што ги слушнавме околу зголемениот број на туристи во нашава земја.